Драги мои, чест ми е задоволство да ви ја представам во студиото мојата омилена гостинка Милина Милевски од Силуете. Милина, добро вечер. Добро вечер. Добре дојде. Режија стиши го звучникот кај мене во студио. Ти благодарам. Милина, ти честитам, одлично изгледаш за мајка на 5 деца. Благодарам многу и после петово бебе најбрзо се врати во форма, морам да кажам. Најбрзо намали. Да, дајте широк кадар. Може би ради тоа што идам секој ден у Силуете. Не си правила пластични операции? Не. Све ова природно? Природно, да. Све ова кај тебе во салон? Да. И колку време ти требаше? Прилика работа. Третман? Да, третман, ама добивме некои методи последниве 2 години што на вистина даваат многу брз резултат. Веќе после првиот третман се забележува, што мене многу ме радува, затегнување на тонусот на кожата, значи и отстранување на вишо кожа, она што навистина е голем проблем. Можеш да ослабнеш, да намалиш килограми, ама ако тоа не изгледа убаво, ако се виси и кожата и тенот нели стане многу да личиш постар него што си, значи мислам дека сосема е погрешно и не би требало да е така. Не би требало да не се користат некои методи што би делувале на тонусот на мускулатурата и на кожата. Тоа секогаш го потенцирам, затоа што овие 25-6 години навистина гледам многу примери што грешно слабеат и затоа велам дека мора постојано совети да им даваме на сите, и мажи и жени, не се работи само на жени после бременостите, туку и воопшто и мажите кога слабеат многу 20-30 килограми, тоа има големи последици. И на лицето, паѓа тонусот, подбрадокот се опушта многу. Што збориш? Ја го ослабев 25 кила, супер сум, никогаш подобро не се шегувам. Се шегувам. Не, постепено. Точно, имав проблем тоа со виснување на кожата, ама ајде викам не сум манекен, туку се едно. Ова е фотографија твоја со твоите 5 деца. Така? Да. Ова е реалната возраст нивна сегашна, така? Па пред неколку месеци е снимена, да. Пред неколку месеци. Добро, Милина, имаш успешен бизнис. Имаш доволно пари да вртиш скопски джет сет и така натаму и така натаму. 5 деца. Протестант не си. Едноставно, толку ли е голема таа твоја љубов спрема децата? Можеш ли да го постигнеш се во ова? Мислам, ме фасцинира цела ова работа. Ние ќе збориме за Силуете, секако на дамиве ќе им дадеме на жениве совети вечерва практични малце за лето, сакаат, нели, помалку облека и така натаму, ама 5 деца, види, во денешно време, баба ми 5 деца и така натаму. Некогаш било многу нормално. Денеска сите се чудат, дури и твоите родители кога се сретнав и ги запознав, дури татко ти, ајде вика, многу е ова. Па да, некако изгледаат на купчева, како ги видиш, не можеш да ги сместиш у слика, у кола нормална, не можеш да ги сместиш тоа се, ама мене ми е многу убаво и некако стварно многу ме исполнуваат и јас сама не очекував дека толку ќе ме прави среќна тоа да се многу и да едноставно уживам во нив. Имам многу нервозни моменти, нормално, како и 2 деца да се ќе се скараат меѓу себе и ќе испадне некоја ситуација каде што родителите малку ќе изреагираат и нели и понервозно и секако, но 5 кога тоа се дуплира, покушавам да направам некој баланс, да нема такви моменти колку што е можно, но секогаш мислам дека оние што имаат повеќе деца ќе разберат, а и ти си меѓу тие, оние што се постарите, љубоморат на тие што се после нив, тие што се после нив љубоморат на следните и така. Некако нормално дека е веројатно таа возраст на кај дечињата 5, 6, 7, 8 години се јавува некоја љубомора дека некој ќе им ја земе мајката или така, ако се роди нов член, ако дојде во семејството. И така. Веќе научив да се справувам. Со првото, кога беше љубоморно на близнаците, ми беше малку така поголем стрес. Имаш едни близнаци? Да, Дино први на 12 години, па близнаци Прве, Дино, Лука, машко? Да, Лука и Лина се по 7. Лука и Лина, машко и женско близнаци. Машко и женско, прекрасно. Да. Па потоа е Лана, она има 5 и сега е
Лео